Над 80 граѓани жители на штипската населба Деснаци со петиција барат стопирање на, како што тие тврдат, отварање на верски објект на христијанско-адвентистичката црква. Имено тие велат дека индивидуалниот станбен објект, кој неодамна бил продаден на христијанско-адвентистичката црква, сега се претвора во некаков верски објект, кој во наредниот период може да го наруши јавниот трети мир во населба каде што има индивидуални куќи. Ние немаме против другите вери, ништо. Немаме против правото на граѓаните на Македонија да се определат верски. Немаме проблеми да се направат свој објект, меѓутоа на легален начин, со поднесено барење од општината, ако има урбанистички план негде нека дадат, немаме ништо проблем. Меѓутоа некеме тука да се прави, некеме да правиме верски конфликт, бидејќи ние под ни една цена нема да дозволиме да тука тоа се направи. Бесправно, без одобрение на општината, без наша согласност. Во моментот објектот кој е во собственост на христијанско-адвентистичката црква се реновира, а фреквенцијата на возила со регистарски таблички од целата држава е зголемен. Па видите, еве, сами може да видите према ние кои доаѓаат од Кочани има две, од Велес има, од Скопје, од сите градишта, Куманово, сите градишта на Македонија. Тие не се жители на општина Штип. Тие се жители од други градишта. Да. И тоа исто, ако разговарат ни према диалекто, гледаме дека не се од Штип. Денес до редакцијата на телевизија Ирис се обрати и пастирот на христијанско-адвентистичката црква во Штип, Ѓурица Пастонички. Иако во телефонскиот разговор тој посочи дека објектот исклучиво ќе се користи за домување и одржување на предавање на тема здравје и здрав живот, сепак на нивната официјална страна на Facebook се објавени фотографии со кои објектот го промовираат како црква. Во Штип, според Пастонички, има околу 20 на верници, а во источниот дел во државата имаат цркви во селото Лаки Виничко, Свети Николе и Кочани.